После кратка пауза од неколку денови продолжуваме со снимање на видеата за YouTube каналот Германски јазик онлайн, поточно за ниво B1. Во ова видео, како и во претходните две, ќе учиме за глаголот lassen, но ова предавање ни е малку поразлично од нив, бидејќи ќе учиме за глаголот lassen со префикси. Ова ни е првото видео за 2023 година. А сега можеме да започнеме. Што да повторите за полесно да го совладате ова видео? Нема многу поврзаност со некои од претходните предавања, па поради тоа како предлог ќе ги дадеме само видеата употреба на глаголот lassen во германскиот јазик, првиот и вториот дел, а тоа се двете видеа кои ги снимавме пред денешното. Како што кажавме, ќе учиме за das Verb lassen и во овие неколку делови од предавањата ќе опфатиме се за глаголот lassen, поточно за lassen in presens или сегашно време, imperfect, минато говорно време, претеритум, минато пишано време, plusquamperfect, предминато време, потоа за lassen in futur 1 und 2, идно време, тип 1 и 2. На крај ќе учиме за lassen во пасивни реченици и lassen mit Silben или lassen со префикси, тоа е денешното предавање. На кратко, пред да започнеме со главниот дел, да повториме за lassen in presens или lassen во сегашно време, за да ја повториме основата на глаголот lassen. А подетално можете да ги гледате минатите две видеа. Какво значење има глаголот lassen во германскиот јазик? Веќе знаеме дека спаѓа во сложени глаголи, исто како глаголот werden, и може да има повеќе значења зависно од значењето на реченицата, но најчесто на македонски се преведува како остава, пушта, прекинува и слично. Да прочитаме некои примери. Ich lasse den Fußball или јас го оставам или прекинувам фудбалот. Wir lassen die Probleme zu Hause, ние ги оставаме проблемите дома. Како се конјугира глаголот lassen, веќе знаеме од претходните две видеа дека спаѓа во неправилни глаголи во германскиот јазик и неговата конјугација можете да ја видите во десниот дел од слайдот, но нема да се задржиме на тоа, бидејќи за друго учиме во ова видео. Подетално повторете во првиот и вториот дел од предавањата за глаголот lassen. А сега одиме со главниот дел на ова предавање lassen mit Silben или глаголот lassen со префикси. Што е тоа? Глаголот lassen со префикси. Глаголот lassen може да има различни префикси со кои ќе добива различно значење. Значењето може да му биде различно делумно или целосно. Ќе видиме во следните неколку минути. Некои од овие префикси ќе ни бидат делливи или trennbare во Silben, некои неделливи, а некои може да ги користиме и како делливи и како неделливи. Да видиме еден пример со префиксот, односно со глаголот zulassen, каде што префиксот е zu, кој може да биде и деллив и неделлив. Das lasse ich nicht zu. Тоа нема да го дозволам јас. Во овој случај користиме глагол lassen со деллив префикс. Das kann ich nicht zulassen. Тоа не можам јас да го дозволам. Во овој случај користиме неделлив глагол lassen со префикс zu.
Продолжуваме понатаму. Какви префикси на глаголот lassen постојат? Постојат огромен број на префикси и во ова видео ќе прочитаме и ќе кажеме примери за многу од нив. Например, nachlassen, entlassen, hinterlassen, freilassen, ablassen, verlassen, zerlassen, zulassen, belassen, dalassen, davonlassen, durchlassen, einlassen, auflassen, anlassen, auslassen, überlassen, weglassen. Има уште многу. Hängen lassen, herlassen, herablassen, heranlassen, herauflassen, herauslassen, bleiben lassen, fortlassen, herbeilassen, erlassen, fahren lassen, fallen lassen, gehen lassen, beiseite lassen, abfahren lassen и allein lassen. За сите овие префикси ќе прочитаме и нивни примери во следните неколку минути. Како ќе формираме реченица со глаголот lassen без деллив префикс? Во овој случај глаголот ќе се користи неподелен и како таков се конјугира. Да видиме еден пример. Die Schmerzmittel im Krankenhaus werden bald nachlassen. Лековите против болка во болницата наскоро ќе се намалат. Во оваа реченица nachlassen ние глаголот кој не го делиме од префиксот. А како ќе формираме реченица со lassen mit trennbare Vorsilben, односно со делливи префикси. Главниот глагол во овој случај од глаголот ќе ни се конјугира, но делливиот дел или префиксот ќе стои на крај на реченицата. Да видиме пример. Karl lässt die Gefühle aus. Карл ги изоставува чувствата. Натаму како се формира реченица со lassen, со префикси, но овој пат во минато време. Скоро и да нема разлика во формирањето на реченица со lassen без префикси, во минато време. Во перфект, партицип 2 делот ќе го формираме со наставката G, кој ќе ни стои меѓу основата и префиксот на lassen. Во претеритум глаголот ќе го конјугираме во претеритум. Ќе видиме пример на горната табела во перфект, на долната во претеритум. Die Schmerzmittel hat nachgelassen. Аналгетиците се потрошија. Karl ließ die Gefühle aus. Карл ги изоставуваше чувствата. А сега да прочитаме примери за сите овие префикси. За повеќето префикси ќе прочитаме по два примери. Прво, nachlassen. Во превод намалува, попушта или прекинува. Wird der Effekt nachlassen, wenn wir weg sind? Дали ефектот ќе прекине кога ќе не нема? Seine Kopfschmerzen wollten nicht nachlassen. Неговата главоболка не сакаше да попушти. Следен префикс, односно глагол со префикс е entlassen, во превод испушта, отпушта или разрешува некого. Ich kündige, Sie können mich entlassen.
Јас давам отказ, вие можете да ме разрешите. Wurde gefasst und sofort entlassen. Тој беше фатен и веднаш испуштен. Натаму со hinterlassen во превод напушта или остава. Ich habe im Büro Bescheid hinterlassen. Јас имам во канцеларијата белешка оставено. И уште еден пример, wünschen Sie eine Nachricht zu hinterlassen. Сакате ли вие порака да оставите? Следен глагол freilassen или во превод ослободува. Ich sagte, dass ich dich gerne freilassen würde. Јас реков дека тебе со задоволство би те ослободил. Wir garantieren, dass sie vor der Grenze freigelassen werden. Ние гарантираме дека тие пред граница ослободени ќе бидат. Следен е ablassen во превод отпушта, попушта или одвраќа. Explosion oder Dampf ablassen, für uns ist das Effekt gleich. Експлозија или отпуштање пареа, за нас ефектот е ист. Sie sollen von uns ablassen und verschwinden. Вие треба од нас да се отпуштите и да исчезнете. Глаголот verlassen напушта, остава или откажува нешто. Verlasst den Raum, es ist nicht sicher. Напуштете ја просторијата, не е сигурно. Du hast nicht zu entscheiden, wann ich das Schiff verlasse. Ти не требаше да одлучуваш кога јас бродот ќе го напуштам. Одиме понатаму. Zerlassen во превод се топи. Butter zerlassen, Zucker und Mehl zu geben und gut vermischen. Се топи путерот, шеќерот и брашното се додаваат и добро се промешува. И уште еден пример, Butter in einer großen Pfanne zerlassen und die Brotscheiben ausbacken. Путерот во голема тава, растопете го и парчињата ле пржете ги. Следен глагол со префикс zulassen во превод дозволува или прифаќа. Wir können und dürfen es nicht zulassen. Ние не можеме и не смееме тоа да го дозволиме. Следна реченица, wird eine Ehe zwischen uns niemals zulassen. Тој нема брак меѓу нас никогаш да прифати. Belassen остава како што било претходно. Man hat ihm nur die Armbanduhr belassen. Нему само часовникот му остана. Du belässt es bei dieser Version. Ти го оставаш на оваа верзија. Следен глагол lassen со префикс ни е da lassen, во превод остава тука. Könnten Sie mir den Brief nicht da lassen? Би можеле ли на мене писмото да не ми го оставате тука? Ich werde Ihnen ein paar Stücke da lassen. Јас на вас неколку парчиња ќе ви оставам. Одиме понатаму со davon lassen во превод пушта, дозволува да си оди. Sie nicht so einfach davon lassen, sondern eine Verfolgung veranstalten. Вие едноставно не дозволувајте да си одат, туку организирајте потера.
За глаголот durchlassen во превод пропушта, дозволува да помини, би прочитале пример како Die Stiefen haben das Wasser nicht durchgelassen. Чевлите немаа вода пропуштено. Оваа реченица не е во перфект. Wir dürfen dich nicht durchlassen. Ние не смееме тебе да ти дозволиме да поминеш. Следно ќе прочитаме пример за einlassen во превод пушта внатре или се впушта во нешто. Sie öffnete das Fenster, Luft einzulassen. Таа го отвори прозорот за воздух да пушти. Warum sollte sie sich auf eine Lüge einlassen? Зошто требаше таа себе си во лага да се впушта? Продолжуваме со auflassen или остава отворено. Man kann doch die Tür nicht auflassen bei dem Wetter. Не може сепак вратата да се остави отворена на ова време. Ich hatte keine Wahl, ich musste die Tür auflassen. Немав избор, мора вратата да ја оставам отворена. Натаму со anlassen или стартува. Wenn Sie Ihr Auto anlassen und losfahren, komme ich zu Hilfe. Штом тие го запалат автомобилот и заминат, доаѓам јас на помош. Soweit ich weiß, hat das Programm sich recht gut angelassen. Колку што знам јас, програмата си имаше добро стартувано. Следен глагол auslassen, кој има повеќе преводи и најчесто се преведува како изостава, пропушта нешто, прескокнува или впушта. Weiter wollte er sich dazu nicht auslassen. Понатаму не сакаше тој за тоа да се впушта. Die Küche können wir auslassen. Кујната можеме ние да ја прескокнеме. Одиме понатаму со überlassen во превод напушта или остава. Wenn Sie das mir überlassen, verspreche ich Ihnen vollen Erfolg. Ако ми го оставите тоа на мене, ви ветувам целосен успех. Sie bleiben hier und überlassen mir die Angelegenheit. Останете овде и оставете ја работата на мене. Следно weglassen во превод пропушта или пушта. Ich bin dafür, dass wir den Mister weglassen. Јас сум за тоа да ние господинот го пуштиме. Die besten Passagen werden Sie ohnehin weglassen. Најдобрите пасуси во секој случај ќе ги изоставите. Hängen lassen во превод остава да виси или извисува некого. Du hast Paul 2 Jahre hängen lassen. Го остави Паул 2 години да виси. Sie würden mich niemals hängen lassen. Вие мене не би ме извисиле никогаш. Следно ни е глаголот herlassen во превод пушта или остава. Ich werde ihn nicht nochmal herlassen. Јас нема него уште еднаш да го пуштам. Продолжуваме понатаму со herablassen, се спушта или се понижува. Eines Tages könntest du dich herablassen, mir zu verraten.
Еден ден можеш ти да се понижиш, мене да ме предадеш. Ich will mich nicht auf Pauls ниво herablassen. Јас не сакам на нивото на Паул да се спуштам. Heranlassen дозволува да се доближи. Dieses Mädchen kann keinen anderen Menschen an sich heranlassen. Оваа девојка не може друг да дозволи да и се доближи. Wir müssen uns öffnen, andere an uns heranlassen. Ние можеме да се отвориме, други да дозволиме да ни се приближат. Herauflassen во превод пушта и herauslassen во превод испушта. Ich wusste, dass man sie nicht herauflassen würde. Јас знаев дека нема да ја пуштат. Weil du Elvis nicht einfach herauslassen konnte. Бидејќи ти Елвис не можеше едноставно да го испуштиш. Следно bleiben lassen во превод остава или откажува. Sie ließ das Rauchen bleiben. Таа се откажува од пушењето. Во оваа реченица имаме глагол lassen со деллив префикс. Vielleicht sollten wir es bleiben lassen. Може би требаше ние да го откажиме. Во оваа реченица имаме lassen со префикс кој не е деллив. Fortlassen пушта или остава. Да видиме пример. Seine Mutter wollte ihn nicht mehr fortlassen. Неговата мајка не сакаше него повеќе да го пушта. Die Frau wollte ihn gar nicht mehr fortlassen. Жената не сакаше баш повеќе да го пушта. Следно herbeilassen решава или одлучува и erlassen ослободува, издава или донесува. Würdest du dich endlich herbeilassen, mit den Fall zu erklären? Дали ти конечно ќе решиш на мене случајот да ми го објасниш? Lässt sich zur Mithilfe herbei. Тој се одлучува да помогне. Erlassen Sie mir alle weiteren Aufgaben. Ослободете мене од сите други задачи. Wir haben einen Rat, der unsere Gesetze erlässt. Ние имаме совет кој нашите закони ги донесува. Понатаму fahren lassen пушта нешто да се придвижи и fallen lassen се откажува од некого. Jeden Moment könnte die Tür mit Krach fahren lassen. Секој момент можеше вратата со тресок да ја пушти да се затвори. Wissen Sie, dass sie schon sehr bald fallen lassen wird? Знаете ли дека тој вас веќе многу скоро ќе ве остави? Das dürfen wir nicht fallen lassen. Тој не смееме ние да го откажеме. Односно тоа. Gehen lassen пушта да си оди и beiseite lassen остава настрана. Sie werden sie nicht gehen lassen, nur weil den Leuten missfällt. Тие нема да ја пуштат да си оди, само затоа што луѓето осудуваат. И уште еден пример, an diesen Abend wollte sich gehen lassen.
Во оваа вечер сакаше тој да си дозволи да си оди. Du kannst das unerfreuliche beiseite lassen. Ти можеш непријатното да го оставиш настрана. Sie mussten diese Frage vorerst beiseite lassen. Тие мора ова прашање пред се да го остават настрана. Allein lassen или остава сам. Sie kann ihn jetzt nicht allein lassen. Таа не може него сега да го остави сам. И уште еден пример. Ich weiß, dass du deinen Freiheit brauchst, aber du darfst mich nicht allein lassen. Јас знам дека ти од слобода имаш потреба, но ти не треба мене сам да ме оставиш. Тоа беа сите глаголи lassen со префикси за ова предавање и на крај да направиме мала вежба. Во оваа реченица ќе треба да го пополните глаголот lassen со префикс кој недостига. Алкохолниот пијалак за деца се дозволува. Одберете еден од глаголите кои се понудени. Das alkoholische Getränk ist für Kinder zulassen. И уште една мала вежба. Пилотите ја напуштаат кабината. Die Piloten verlassen die Kabine. Тоа беше се за ова видео. Се надеваме дека ви се допадна. Ако е така, кликнете лайк. Следете не на Instagram и YouTube. Се гледаме во следното видео.